На денешен ден, во 1571 година, шпанската и венецијанската морнарица ја поразиле турската флота кај Лепанто во југозападна Грција. Околу 25.000 турски војници загинаа, а 80 турски бродови беа потонати. На денешен ден, во 1813 година, со падот на Белград во турски раце, првото српско востание било задушено, а турците го обновиле административниот апарат и организацијата што постоела пред 1804 година. На овој датум, во 1849 година, почина американскиот писател Едгар Алан По, кој стана еден од највлијателните поети и претходник на детективските романи. Во 1885 година на овој ден роден е данскиот атомски физичар Нилс Хенрик Бор, добитник на Нобелова награда за физика во 1922 година, еден од основачите на атомската физика. На овој датум, во 1908 година, по ослободувањето од турската власт, Крит бил обединет со Грција, а анексијата беше меѓународно призната со Лондонскиот договор во 1913 година. На овој датум, во 1919 година, основана е холандската авиокомпанија КЛМ, најстарата постоечка авиокомпанија во светот. На денешен ден, во 1931 година, роден е јужноафриканскиот надбискуп Дезмонд Туту, борец против апартхејдот и добитник на Нобеловата награда за мир во 1984 година. На овој датум, во 1940 година, во Втората светска војна, Германија ја окупираше Романија и ја презеде контролата над нејзините нафтени ресурси. На денешен ден, во 1981 година, египетскиот потпредседател Хосни Мубарак стана шеф на државата по атентатот на председателот Анвар Ел Садат. На овој датум, во 1985 година, палестинските герилци го киднапираа италијанскиот патнички брод Акиле Лауро со околу 440 лица и се заканија дека ќе го уништат доколку Израел не ослободи 50 палестинци од затвор. На денешен ден, во 1992 година, Советот за безбедност на Обединетите нации усвои резолуција за формирање меѓународна комисија за истрага на војните злосторства во поранешна Југославија. На денешен ден, во 1997 година, околу 30.000 музичари, уметници и политички лидери од целиот свет пристигнаа во Боливија на комеморативна средба по повод 30 годишнината од смртта на легендарниот револуционер Че Гевара. Пред точно 25 години словенечкиот скијач Даво Карничар стана првиот човек кој скиел од највисоката планина во светот, Монт Еверест. На овој датум во 2001 година САД и Велика Британија започнаа воздушни напади врз Авганистан поради одбивањето на властите да го екстрадираат Осама Бин Ладен. На денешен ден во 2003 година актерот Арнолд Шварценегер е избран за гувернер на Калифорнија. На овој датум во 2011 година почина Рамис Алија, последниот комунистички председател на Албанија. На денешен ден во 2018 година во Босна и Херцеговина се одржаа општи избори на кои Шефик Џаферовиќ, Желко Комшиќ и Милорад Додиќ беа избрани за членови на председателството на Босна и Херцеговина.